Сега сакам да ја поздравам мојата драга колешка Ирина Спировска, која што линковски ќе ја вклучиме ова утро по повод 80 години постоење на Црвен крст на Македонија. Иренче, добро утро и среќен ден ти посакувам. Добро утро, Сузе, до тебе, до сите гледачи кои што ова утро се заедно со нашата утринска програма, како што најави и ти, Црвениот крст на Македонија одбележува голем и значаен јубилеј, 80 години од своето постоење и непрекината хуманитарна активност на нашиве простори. Организацијата на Црвениот крст цели 8 децении придонесува за подобрување на условите на живот на лицата од социјално загрозените категории, старите лица, мигрантите во нашава земја, населението зафатено од елементарни непогоди, пожари и поплави. Како организација со своите активности придонесува за подобрување на условите на живот и станува вистински синоним за солидарност и хуманост. А по повод 80 годишниот јубилеј, кој што се одбележува со низа активности кои што се распоредени во тек на овој месец, ние утринава се јавуваме во живо од седиштето на Црвениот крст за да проговориме за овие активности со генералниот секретар на Црвениот крст, господинот Саид Сеити. Добро утро и пред се честитки за овој голем и значаен јубилеј на Црвениот крст и големото семејство на волонтери и членови на организацијата. Добро утро, благодарам за честитките и добро дојдете денеска овдека во седиштето на Црвениот крст. Овој месец се исполнет со низа активности кои го одбележуваат 80 годишното постоење, па еве да почнеме од она што неодамна се случи во хотелот Хилтон. Беа повикани и доделени благодарници и признанија на сите оние кои што низ овие изминати години несебично го поддржуваат Црвениот крст и неговите активности, затоа што едноставно само со заедничка соработка и може планираните активности да се реализираат во текот на една година. Да, значи одбележувањата си течат. Црвениот крст е, како што ја рековте, одбележува 80 години, во тие 80 години секако дека сме поминале низ разни фази, сме го доживеале, односно сме го постигнале овој степен денешен кој го имаме и го имаме овој Црвен крст што го живееме денеска. Во таа смисла вериме дека многу партнери, соработници, подржувачи наши се заслужни за нашиот денешен изглед. Тоа што вие го спомнавте, значи завчера во Хилтон помеѓу останатите беа повикани еден дел од соработници наши, подржувачи, кои овие години на вистина направија многу за Црвениот крст. Тоа беа дел од институциите на системот, министерствата, кои соработуваме најчесто, дел од компаниите, подржувачи, поединци. Едноставно една одбрана група која сметавме дека треба да ја истакнеме, затоа што, повторно велам, тие се едни од многуте во оваа држава што направија за Црвениот крст. Најмалку што можеме да направиме е да ги поканиме, да се дружиме и да им врачиме јубилејни признанија во знак на благодарност за нивниот придонес за развојот на Црвениот крст. Низ изминативе 80 години не изостануваше поддршката и од поединци, и од компании, и токму затоа Црвениот крст прирасна во една моќна организација која што навистина има капацитет да одговори на потребите со кои што се соочуваат сите овие граѓани кои што ги набројав од категориите, кои што се во вашиот фокус и со кои што најчесто работи. Па да, знаете, Црвениот крст е создаден да може да ги артикулира и потребите на луѓето, не и потребите на луѓето за волонтирање, помош и поддршка. Во таа смисла мислам дека тоа добро го направивме во изминатиот период, се надевам дека истото ќе го направиме и во иднина. Добро и рековте, Црвениот крст веќе прерасна во една институција без која би рекол не може да се замисли општественото живење. Тука сме секако низ секојдневието, низ нашето работење да преземеме дел од одговорностите во општеството кои нам ни припаѓаат и секако со некои амбиции дополнителни да можеме во наредниот период уште повеќе да бидеме присутни во општеството, се со цел да помогнеме за понатамошниот развој. Потребата од Црвениот крст секогаш била присутна. Сметаме дека нашата улогата на Црвениот крст и како останува актуелна, затоа што без разлика колку и да мислиме дека општеството, техничко-технолошкиот
развој, нели, на сите страни оди така со една динамика како што оди, но сепак тој момент на развојот предизвикува одредени последици за кои сметаме дека постоењето на Црвениот крст е неминовно, односно без него веројатно некои работи и некои состојби во општеството генерално во нашата држава и во светот изгледале поинаку. Така да од тие моменти и причини сметаме дека ние дополнително треба да се мобилизираме, дополнително треба да упатуваме пораки, односно можности за соработки, за партнерства, за тоа што очигледно само на тој начин како што и во минатото тоа го правевме, низ тие партнерства, низ тие соработки со сите граѓани, со сите компании, со сите субјекти кои сакаат да бидат дел од Црвениот крст, го постигнавме тоа што го постигнавме. Предизвиците се многу бројни секако пред нас, како внатрешни така и надворешни, но мислам дека од тоа што го гледаме денови, бидејќи многу сме присутни, често сме присутни надвор од Скопје, односно ги посетуваме нашите локални организации, мислам дека подготвеноста на нашите партнери и како е присутна и сметам дека гледано така Црвениот крст не треба да се плаши за својата иднина, бидејќи тука се тие што го поддржуваат, го помагаат и веруваат во него. Кога веќе ги спомнавте локалните организации, токму денес ќе бидат присутни дел од дамите кои што се во големото семејство на Црвениот крст, затоа што и денес имате една убава свечаност со која ќе бидат уважени и спочитувани токму тие. Да, јас спомнав дека безброј се поддржувачите на Црвениот крст, како волонтери, така и професионалци, односно вработени. Значи, во време кога го одбележуваме, не можеме да ги испуштиме, односно да го изоставиме моментот за истакнување дека дел од организацијата, голем дел од организацијата го сочинуваат дамите, односно жените. Денеска по повод 8 март во пресрет на празникот, а во рамките на одбележувањето на јубилеот, одлучивме да ги поканиме, да се дружиме и да им се заблагодариме за нивното вградување, односно нивниот придонес за развој на организацијата. Апсолутно е голем придонесот на дамите и во таа чест и во таа пригода, нели денеска решивме да направиме еден настан кој го нарековме жените во црвено, се со цел навистина да го покажеме, би рекол, нивното херојство, затоа што жената нели во нашето општество секако дека има повеќе улоги и функции, би рекол, тргнувајќи од домот па се до општественото живење, и би сакал во оваа пригода да им се заблагодарам за тоа што го права за Црвениот крст, а тоа што ние денеска ќе го направиме за нив е многу малку во однос на тоа што они ни го дават, но секако дека еден таков гест би требало нели да ја покаже нашата амбиција, да речеме и во иднина, и да ги почитуваме, да ги уважиме и да ги сметаме за значи рамноправен партнер во развојот и на организацијата наша во овој момент, но и пошироко. Така да апсолутно заслужено ете внимание денеска да покажеме и секако да поразговараме со нив кои се нивните амбиции, кои се нивните можности што они предлагаат во однос на развојот на Црвениот крст, во кој правец него да го носиме и секако на кој начин тие планира да се вклучат понатак. Дури и следната недела, односно во тек на цел месец март, продолжуваат активностите по повод одбележувањето на 80 годишниот јубилеј на Црвениот крст. Тоа значи дека навистина ви предстои една исполнета агенда и многу настани. Што уште би издвоиле од она што ќе биде одржано по повод јубилеот? Значи, неколку работи беа спроведувани овој период. Би кажал дека тука решивме оваа година во рамките на одбележувањата да ги посетиме сите општини во Република Македонија, мислам на градоначалниците, на општините, се со цел нели да го истакнеме нивниот придонес и да им се заблагодариме за локалната поддршка што ја добиваме нели од општините во Републикава. Една од активностите беше токму и една новина, би рекол, посета на универзитетите, исто така во смисла на и благодарност и поддршка, но секако и промовирање на следните чекори за соработка, каде што промовираме една платформа за волонтирање на универзитетите, но секако една содржина која нам многу ни значи, а тоа е така наречената Академија на Црвениот крст, која ќе овозможи во наредниот период размена на партнерствата, на соработката помеѓу Црвениот крст и универзитетите, односно практиката на Црвениот крст претворена во научни истражувања, резултатите добивани од тие
активности, односно имплементирани во работењето на Црвениот крст и секако во текот на таа следна недела, односно на 18 март ни престои круна на одбележувањето, тоа е свечената академија која ќе се одржи во Скопје под покровителство на претставителката на државата, каде што очекуваме големо присуство на сите наши партнери, соработници, подржувачи, но еден голем број на гости од странство, така да сето тоа ќе биде едно заокружување во овој момент, во овој период, но секако дека во текот на годината ни престојуваат уште неколку активности. Во мај месец организираме едно така наречено село на Црвениот крст, каде што предвидуваме едни интересни содржини и секако одбележувањата ги заокружуваме со крајот на годината, кога по прв пат ќе објавиме една монографија на Црвениот крст, каде што ќе сакаме нели наследните генерации да им оставиме еден аманет, би рекол, нештата што ги работиме, го ствараме да ги претворат во документи кои ќе трајно остануваат и ќе зборуваат за нашето работење и постоење. Господине Саити, ви благодарам за одвоеното време, уште еднаш честитки по повод 80 годишниот јубилеј и ви посакувам и понатаму успешна и плодна работа на полето на хуманост. Ви благодарам, сметам и мислам дека и вие сте дел од Црвениот крст и вие сте Црвен крст, многу правите за нас и ова што го правите и денеска и досега навистина ни значи како промоција на нашето работење и ви благодарам за присуството ваше. Благодарам уште еднаш, секако тоа ни е чест и задоволство и обврска на сите како граѓани да бидеме хумани, солидарни и општествено одговорни. Суза Ева, тука се одјавуваме, им посакуваме на нашите гледачи убав ден, на сите дами, да им го честитаме утрешниот меѓународен ден на жената 8 март. Ета морав да искористам оваа пригода да ја упатам честитката и до сите дами што утринава не гледаат. Благодарам многу и јас тука се приклучувам воедно, поздрав и до твојот соговорник и до сите дами во црвено кои денеска ќе бидат во Црвениот крст.